И еве се вратиме во нашето студио. Сега имаме 2 часа поред за 6 и 7 оделение по мајчин јазик. Добар ден. Здраво, учителке, наставнички уствари, што ќе учиме денес? Денес ќе учиме, значи, наставна единица не е лирско-епски песни. Наставна единица, само да го вратиме, да ни се појават тука слайдовите. Аха, во ред. Да. Добро, веднаш. Само една секунда. Само да се Наставна единица предвидена за учениците од 6-то оделение. Така, што ќе научиме денес? Денес ќе научиме за белези и особености на лирско-епските песни. Ќе научиме видови лирско-епски песни, ќе ги посочиме лирските елементи во овие песни и епските елементи. Ќе умееме да пронајдеме стилски фигури, чувства, емоции кои што укажуваат на лирското и ќе умееме да го изделиме раскажувачкиот карактер, односно нарацијата во овие песни. Најнапред ќе почнеме со повторување. Може. Епика и лирика. Така. Тие се два литературни рода. Тие им се заеднички особености, односно карактеристики. Дали можеме да предпоставиме или да кажеме, дали знаете кои се особеностите на епиката како литературен род? Особености на епика... Расказ, Да. роман. Така. Има нарација. Така, раскажување. Така. Има наратор, лицето кое што раскажува. Како е напишан еден расказ или еден роман визуелно кога ќе го погледнеме? Во проза. Така, во текст, во форма Има на проза. почетен, среден, крајен Главен дел, дел, главен така. дел. Понатаму, кој ги предвижува настаните во тие епски творби, во романите, во расказите? Протагонист, херои, Така, ликови. ликови. Главно ликовите можеме да ги поделиме на главни и споредни. Така. И така натаму, белези или особености на лириката. Ајде сега да замислиме една песна. Прво, што визуелно забележуваме? Како е таа напишана? Во стих. Во стих. Во стих. Стиховите може да бидат групирани во строфи. Така. Може да се римуваат или не. Така. Епиката ако раскажува лириката, што мислите? Што прави лириката? Директен, говора или... Опишува. Ама добро, опишува и изразува чувства. Изразува. Изразува чувства. Напишана, рековме, може да биде во стих или во строфа и вообичаено во песните има стилски фигури кои што даваат одредени ефекти, сликовни, визуелни ефекти и аудитивни елементи. Еве во тој дел применуваме наставна техника Венов диаграм, поставуваме две множества и ги изделуваме она што досега го говоревме, изделуваме заеднички особености во пресекот на множествата на двата литературни рода. Гледаме дека заеднички особености или карактеристики на епиката и на лириката се и двата се литературни рода. Друго, може да бидат авторски и народни. Тоа значи дека може да бидат создадени од народот, меѓутоа може да имаат и автор. Така. И во едното и во другото имаме присуство на описи, односно визуелни слики и атрибути. Овие елементи ги наведовме, епиката раскажува, има настани, настаните може да ни бидат прикажани хронолошки или ретроспективно по пат на навраќање. Ликовите се тие кои што ги движат самите настани. И лириката е таа која што изразува чувства, напишана е во стихови и строфи, има стилски фигури кои што претходно ги учевме, ќе наведеме некои од нив, атрибута, метафора, епитет, компарација, ономатопеја, анафора, епифора и така натаму. Понатаму ќе се запознаеме. Сега кога ги изделивме особеностите или карактеристиките на овие два литературни рода, лирика и епика, дали можеме да предпоставиме какви песни се лирско-епските песни? Па со епска содржина, да речеме, ама во стих напишани. Така, имаат нарација, имаат раскажуваат за некој настан, меѓутоа во нив има големо присуство на силни чувства, на силни емоции, има присуство и на ликови кои што се носители на настаните. Така. Исто така, лирско-епските песни може да бидат и авторски и народни. Така.
Сега тука имаме еден извадок од една песна од учебникот по македонски јазик за 6-то деление. Песната се вика Јунак и нива. Заплакала ми голема нива на врв планина. Оф, леле Боже, оф, мили Боже, што не се најде најдобар јунак, да ме изоре, да ме посе, бела пченица црнокласица, да му наполнам 9 амбари, да си ожени 9 синови, да си омажи 9 девојки, да си покрсти 9 внучиња. На збор се најде најдобар јунак, ми ја изора, ми ја посеја бела пченица црнокласица и му наполни 9 амбари, и си ожени 9 синој, и си омажи 9 девојки, и си покрсти 9 внучиња. Сега, оваа песна ќе ја разгледаме низ два елементи, лирски и епски елемент. Зошто? Затоа што представува лирско-епска песна. Точно. Прво, визуелно, што можеме да забележиме? Како е напишана? Така, таа е напишана во стихови, не е групирана во строфи, значи е астрофична песна. Можеме да изделиме стилски фигури кои што се типични за како лирски елементи. Епитети, оние кои што опишуваат нешто и даваат поголема визуализација. Голема, значи каква била нивата? Голема, најдобар јунак, црнокласица, бела пченица и така натаму. Понатаму можеме да изделиме и стилска фигура анафора. Анафора е повторување на зборови или на зборовни изрази на почетокот на стиховите. Тука можеме да забележиме да си ожени, да си омажи, да си покрсти, да си. И тој и градира исто. Така, и во лирските песни, односно најчесто во поезијата имаме присуство и на визуелни и аудитивни елементи. Овој дел. Оф, леле Боже, оф, мили Боже. Да размислиме кога офкаме, кога лелекаме, каков е, гледаме извичник има на крај, значи го качуваме нагора нашиот глас, интонацијата е повисока и тоа дава една слика на аудитивен елемент, меѓутоа истовремено дава и визуелно. Да, кога плачеме. Уште во првиот стих ни покажува заплакала ми голема нива, слика на расплакана нива. Да. Понатаму ќе ги разгледаме епските елементи. Рековме наративност. Во песните имаме раскажување на настани во лирско-епските песни, наведување на настани. Во оваа песна можеме да изделиме неколку настани. Плачот на нивата, барањето на нивата да се најде јунак кој што ќе ја изора, доаѓањето на јунакот и така натаму. Сега, каква е оваа песна според создавачот? Како мислите, каква е? Помош според создавачот. Дали има автор? Нема, ова е народна песна. Нема автор, ова е народна песна, ја создал народот. Ќе ви кажам една тајна. Обично во народните песни има присуство на два броја, бројот 3 и бројот 9. Во нашите народни? Да, така ја забележили и во оваа песна. 9 синови, 9 девојки, 9 внучиња. Многу често ќе не сретнете во народните приказни што се од народното творештво за 9 планини, за 9 ридови, за 9 мориња и така натаму. А Снежана е за 7, например. Да. Оваа песна сигурно сте ја слушнале. Да. Знаете ли кој македонски изведувач ја свири одлично на музички инструмент гитара? Владко. Стефановски, Владко. Така, учиме мајко, карајме. Народна песна. Таа е лирско-епска песна, спаѓа според видот во романси. И ќе ја прочитаме. Учиме, мамо, карајме. Како да ја земам Лилјана? Лилјана мома убава, Лилјана тенка висока, Лилјана бела црвена, Лилјана ситен босилок, Лилјана една намајка. Учам те, синко, карам те. Како да ја земиш Лилјана? Повикај 300 мајстори, направи чешма шарена, наврати вода студена
сите селани ќе дојдат и Лилјаните другачки. Ем сите калеш невести, белким Лилјана ќе дојде. Послуша Стојан мајка си. Повика 300 мајстори. Направи чешма шарена. Наврати вода студена. Сите селани дојдоа и Лилјани другарки. Ем сите калеш невести. Кучка Лилјана не дојде. Ете така. Зачарување. Оваа песна повторно ќе ја разгледаме преку два аспекти, лирски елементи и епски елементи, ќе ги наведеме. Повторно истото, напишано во Стихови. строфи, групирани се Три. стиховите во строфи, 3 строфи. Кои чувства преовладуваат? Па и љубов и разочараност. Љубов и разочараност, така да видиме дали можеме да изделиме епитети во оваа песна, она нешто што ја опишува именката. Убава, Убава, висока, да. црвена, Шарена. ситен. Така, Студена. така. И имаме анафора, повторно Лилјана. повторување. Лилјана, На Така. почетокот Лилјана. Стилска фигура анафора, градација. Стилска фигура таа се учи малку подоцна некаде во 8 оделение, само ќе ја наведеме наведување на визуелни слики. Да. Значи визуелна слика на Лилјана мома убава, Лилјана тенка висока, Лилјана бела црвена и така натаму. И стилска фигура метафора која што представува споредба. Да. Да видиме со што ја споредува. Со ситен Ситен босилок, босилок. Да. меѓутоа на крајот ја споредува и со кучка во смисла неверна. Неверна, да. И епски елементи, наративност, повторно имаме редење на настани. Еве ќе Диалог можеме има. да наведеме некои настани. Барање совет од мајката, правењето на чешмата, повикувањето на мајсторите. И забележливо е дека ликовите во оваа песна меѓу себе како дискутираат. Преку диалог. Преку разговараат. диалог. Да видиме да заклучиме. Што научивме денес? Што се лирско-епски песни? Кои се нивните особености? Кои се нивните карактеристики? Како можеме да ги разликуваме? Па еве имаме песни во кои што има и лирски и епски елементи. Така. Лирските елементи се стих, строфа, стилски фигури, ритам, чувства. Епски елементи се нарација, раскажување, настани, ликови, може диалог да има тука и се така натаму. И има народни и уметнички. Така. Само ние немавме според уметничка до сега. создавачот. Така. И на крај имаме домашна задача за учениците, кои што предпоставуваме едва ја чека. Учениците имаат за задача да прочитаат една лирско-епска песна по нивни избор. Има доста на интернет лирско-епски песни, можат самите да си изберат да си направат селекција, може да биде романса, балада и истото да ја анализираат со тоа што ќе ги пронајдат лирските и епските елементи. Во тој случај може да применуваат и наставна техника, табеларен приказ, па да ги изделат. Интересно, се може да одберат и уметничка, бидејќи имавме Може, народна на да, нашата да. презентација. Ви благодарам многу, учителке. Ние ќе одиме со еден краток джингл прво, а потоа ќе се вратиме исто мајчин јазик имаме за 7 оделение.